Чекор по чекор го зајакнуваме одбранбениот капацитет на нашата држава. Ја модернизираме својата армија и јасно покажуваме дека знаеме да вложуваме одговорно, стратешки и во интерес на безбедноста на своите граѓани. Во таа насока, заедно со Министерството за одбрана, успешно реализиравме два значајни договори за набавка на нова, современа воена опрема, која е целосно усогласена со НАТО стандардите. Ова не е само набавка, ова е визија за Македонија како стабилна и сигурна држава, сила која што застанува на своји нозе. Со овие зборови, премиерот Христијан Мицкоски денеска на презентацијата во Прилепската касарна Мирче Ацев ја поздрави набавката на новата воена опрема од турско производство, а наменета за армијата на Република Македонија. Станува збор за два веќе потпишани договори со Република Турција. Во рамки на првиот договор се набавени и веќе испорачени 6 хаубици, моќни артилериски системи, кои ќе го засилат капацитетот на нашата армија. Заедно со нив е предвидена и набавка на амуниција со зголемен дострел, чија испорака и исплата се планирани во текот на 2026 година. Со вториот договор обезбедена е набавка на опрема за хаубиците, системи за комуникација и контрола на оган, кои значително ќе зголемат огнената моќ и прецизност на делување на нашите единици. Со оваа опрема се очекува нашата армија не само да биде помојкна, туку да биде и покоординирана, попрецизна и поусогласена со НАТО стандардите, без при тоа да има импровизации, застарена опрема и декларативна поддршка. Ова нова опрема која што е дел од вооружувањето на артилерискиот баталјон, артилериска батерија со 6 хаубици Боран, влијае на сериозно зголемување на борбената готовност на армијата и незината способност да ја гарантира безбедноста на Македонија и сигурноста на македонските граѓани. Како што може да видите тука пред нас се преку 130 шатори што се донирани директно од државата Турција, но исто така преку 3900 комплети на борбена униформа ќе стигнат, кои исто така е донација од Турција. Договоривме дополнителни снајпери од Турција, договоривме исто така да стигнат чизми од Турција. На денешната презентација на воената опрема присуствуваше и турскиот амбасадор во земјава, според кого соработката на полето на одбраната представува важен дел од билатералните односи меѓу двете пријателски земји. Askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz Балконот како приоритет на турската надворешна политика и важноста што ја придаваме на безбедноста и стабилноста во овој регион, кој за нас не го сметаме за различен од нашиот, е всушност основата на нашата воена соработка на билатерална и мултилатерална платформа. oluşturmaktadır. Инаку, со оваа ново набавена опрема започнува реализацијата на една од клучните компоненти во рамките на проектот Опрема и муниција за индиректна огнена поддршка, со кој се исполнуваат македонските обврски од пакетот на НАТО цели на способности зададени уште во 2021 година и потврдени со новиот пакет на цели од 2025 година.